Денеска и тука, пред споменикот на великанот и револуционер Гоце Делчев, кој пред повеќе од 1 век знаеше дека ќе удри утринска зора и за нас, пред сегашните и идните генерации на 115 годишнината од Илинденското востание, изразувам силна благодарност за поканата од Република Бугарија да бидам дел од оваа свеченост. На овој ден ја славиме и првата годишнина од подпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија. Договорот го подпишавме лани во Скопје на Илинден. На овој историски датум ги надминавме разликите и го определивме како точка на нашата заедничка иднина. Нема поголема символика од тоа. Владите на Република Бугарија и на Република Македонија покажаа висока историска одговорност. Го препознавме и го зграпчивме моментот, што отвори перспективи кои се значајни за нашите билатерални односи, значајни за евроинтеграциите на Република Македонија и значајни за стабилноста и просперитетот на целиот наш регион. Но пред се и над се, почитувани граѓани на двете држави, ние, како политички раководства, кои добивме чест од вас, граѓаните, да водиме и спраќаме силна порака во регионот и во светот. Вака се гради пријателство, вака се негува добрососедство, вака се развива соработката, вака се сакаат своите граѓани, вака се мисли на домашниот, регионалниот и светскиот мир, вака се обезбедува долгорочна стабилност. Историјата и минатото ги ставивме да бидат цврсти темели на кои што почнавме да ја градиме европската и евроатлантската иднина на нашите држави, на нашите народи и на целиот регион. Само тоа води до квалитетен живот. Денес, кога се поклонуваме пред загинатите за слободна иднина, со чист образ можеме да изговориме дека и нашите генерации минаа низ предизвиците и се бореа за право, за слобода и за човечки живот. Нашите генерации ја одбраа и ја одбранија слободната иднина и тргнати сме чекор понатаму кон стабилна иднина. Република Македонија и Република Бугарија се здружија, си подадоа раце за да ги развиваат нашите односи. Подадената рака на Република Бугарија дојде во најзначајниот момент за Република Македонија. Паралелно со решавањето на политичката криза дома кај нас, ние имавме силна и важна дипломатска година. Поддршката што дојде во текот на изминатите 12 месеци од Република Бугарија и од владата на премиерот Борисов беа исклучителни и од пресудна важност за Република Македонија. Тоа е подадената рака и силната поддршка на искрен пријател. Република Македонија конечно е пред целта. Имаме историска шанса да го верификуваме и потврдиме нашето членство во Европската Унија и во НАТО. Тоа ќе значи дека со пријателска Бугарија наскоро ќе бидеме партнери и сојузници внатре во овие сојузи. Заедно ќе ја градиме нашата заедничка иднина. Заедно докажавме дека регионот е подготвен да води политики на зрелост, мудрост и посветеност кон своите граѓани. Регионот се однесува европски и заслужува да ја добие шансата да се развива во европското и во евроатлантското семејство. Затоа, почитувани граѓани, мојот оптимизам и оптимизмот на владата дека доаѓаат добри денови за Република Македонија и за граѓаните на нашата држава, доаѓа и од фактот дека знам дека Република Бугарија, како и досега, и понатаму ќе биде наша поддршка. Во име на граѓаните на Република Македонија, на владата на Република Македонија и во моje лично име изразувам искрена благодарност до граѓаните на Република Бугарија, до мојот колега, премиерот Бојко Борисов и до владата на Република Бугарија за отвореноста да ни помогнат во остварувањето на стратешките
евроинтеграцијските цели и за можноста да градиме пријателство со кое ја засилуваме европската и евроатлантската иднина и за целиот овој регион. Нека е вечен празникот Илинден и Илинденско-Преображенското востание, нека е вечно пријателството помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Благодарам. Предоставям думата за слово на министър-председателя на